Засилени полициски контроли во струмичките основни и средни училишта. По 2 полицајци се определени за обезбедување на училиштата во градот и во голем дел од населените места. Директорите биле известени дека контролите ќе ги има во следниот период, но не им е прецизирано како ќе се одвиваат од почетокот на следната учебна година. Во разговор со директорите на струмичките основни и средни училишта велат дека полициското обезбедување е зголемено последниве 3 дена. Во некои од училиштата има само полициски патроли, но некаде полициските службеници влегуваат и остануваат по неколку часа во внатрешноста на училиштето. Граѓаните се согласуваат дека по масакрот во училиштето во Белград и пријавените инциденти од ученици во македонските училишта, безбедноста треба да биде на повисоко ниво. Па нормално треба да има за безбедност. Оти не е сигурно нешто за денешно време. Затоа е потребно да има. Ја мислам да е така. По-добро би било, јас сум вработен во образование. И по-добро би било да има. Има ли сега во кое училиште сте? Јас сум баш во инцидентот дека беше. Општина Босилов, Гоцеделче. Има, секој ден ни доаѓаат полиција. И по-добро би било и да има и на врат полиција. Пошто децата сега тие телефоните. А така, ако има полиција, ќе види дека има полиција, нема да влезе. Безбедноста по би се зголемила? Па по ќе е безбедна. От и обезбедувањето на него, со извинение, баш го инициира, што ги се деца, што нема да се деса, колку види полиција во униформа, друго е него. Од МВР велат дека одлуката е донесена уште пред неколку месеци, кога почнаа лажните дојави за бомби во училиштата и се спроведувала во голем број градови во државата. Освен патролирање и контрола во училиштата како дел од мерките за безбедност, се прегледувале и возилата со кои учениците патуваат до училиштето.